докторке, ние бевме тука во саботата. Во ред. Затоа што качи температура. Седни, Петра, да го погледнеме грлото. Ајде, Злато, кажи силно А. Огромни крајници, црвени, болни. Ајде, син, да видиме дали имаш лездички. Добро. Може сега да се слушнеме, да направиме диши. Ајде. Стани. Браво, ајде позади грбчето. Браво, Петра, одлично. Петра е наш редовен посетител тука, да не речем, односно наш пациент, да, и аерозагадувањето во овој период знае да ги потенцира нејзините симптоми секако. За жал, барем еднаш месечно сме тука. Моето дете има алергиски ринит, секоја бактериска вирусна инфекција, загаден воздух прави компликации и тука доаѓаме. Затоа имам волку многу извештаи за краток временски период. Ова не е од една година, ова е од неколку месеци. Анализи на крв, брисеви и се тоа како што иде поред. Иако аерозагадувањето во моментов, како што го нарекува Светската здравствена организација, е тивок убиец, поготово на така наречените вулнерабилни групи или чувствителни, каде што освен хронично болните, повозрастните и бремените жени, на прво место ни се децата. PM10 и PM2,5 честички кои може да навлезат до најситните бронхиули и алвеоли и како влијаат на зголемување на преваленцата преца на астмата и на хронично обструктивните заболувања. Значи, во последните години има многу студии кои докажуваат дека децата кои имаат алергиски ринит особено, знаат да се случи една екзацербација кога го имаме пикот на аерозагадувањето, зголемување на оние вредности на тоталниот имуноглобулин Е, кој не насочува во таа насока, но многу интересно и поважно е децата кои дотогаш немале никакви реакции. Затоа велиме сега не секој второ, секој дете има алергија, што се случува. Значи, еден фактор е факторот нели надворешен, но аерозагадувањето е она кое ги потенцира алергиите во периодот. Правото на дишање на чист воздух е едно од основните човекови права